Викендов во Духовно-културниот центар во Лешок се одржа дводневната манифестација "Пишемо и стварамо на српском јазику", односно пишуваме и твориме на српски јазик. По седми пат ученици припадници на српската заедница во земјава твореа на својот мајчин јазик годинава на тема љубов. Воедно имаа можност да се сретнат со повеќе автори и да се надградуваат. Организаторот Сдруженијето на Срби и Македонци културно-уметничко друштво Бранко Чајка ваквите проекти ги спроведува со цел чување и негување на мајчиниот јазик кај припадниците на српската заедница во земјава. Зборувавме за животот и делото на Бранко Ќопиќ и Душко Радовиќ, две големи имиња во српската литература. Оваа година се обележува 35 години од нивната смрт. Во програмата е предвидено децата да имаат непосредна средба и со современ поет. Тоа оваа година е Стеван Милошевиќ од Врање, кој се представува со своето дело и има непосреден контакт со децата. Имаме и представување на современи дела, тоа се збирката песни "Аждејата ја напушта бајката" од Стеван Милошевиќ и романот "Никад немој речи крај" од Власта Ценич. Дел од оваа манифестација неколку години наназад е и Власта Ценич, поет од Република Србија. Јас цел живот радим со децом и очигледно... Јас цел живот работам со деца. Еве веќе 37 години како просветен работник. Ова е единствената прилика да се сретнеме ние кои пишуваме со некој кој е млад, почетник, кој сака да пишува и да чита. Поет не се создава, поет се раѓа. Ние само можеме да дадеме совети. Тука има потенцијални автори. Ние ги советуваме само да читаат, само така својот талент ќе го надоградат. Српската народна бајка Биберче на авторот Нена Ристиќ беше представена пред учесниците на манифестацијата "Пишуваме и твориме на српски јазик". Наша задача е да ја представиме представа Биберче во која учествуваат деца од 4 средини, од Скопје, Тетово, Скопска Црна Гора и Валандово. Детската представа Биберче има 14 улоги, преку кои се протежира љубов, вера и сите позитивни човечки вредности. Значењето на оваа манифестација е непроценливо, вели директорката на Управата за развој и унапредување на образованието на припадниците на заедниците во земјава, Славица Тодорова. Го поддржува духот на интеркултурализам, пред се затоа што им овозможува на децата да творат и да се изразат на својот мајчин јазик и затоа што упатува една силна порака ваквите манифестации да бидат почесто, затоа што само на тој начин можеме да се слушнеме едни со други и да придонесеме за наше заедничко действување. Ова е уникатна пред се затоа што има многу и актуелни и повозрастни автори, не само од Македонија, туку и од Србија, затоа што им дава можност и децата сами да творат, а нивните творби да бидат слушнати од повозрастните кои што се компетентни во таа област. На свеченото читање присуствува амбасадорката на Република Србија во земјава Душанка Дивјак Томиќ и конзулот во истата амбасада Александра Ѓурица, владиката Тетовско-гостиварски господин Јосиф и други гости. Сите учесници добија благодарници за учество, книги како символ на знаење и мудрост и јаболко како символ на здравје и живот. Благодарници за учество добија менторите и училиштата кои учествуваа на манифестацијата, поетите, како и поддржувачите на настанот.